Политичка поларизација во парламентот, злоупотреба на механизмот европско знаменце, кочење на важни закони, седниците за пратенички прашања се одржуваат многу ретко. Собранието доби најмногу забелешки во годишниот извештај на Европската комисија за Македонија. Иако има подобрување, сепак Европа бара поголема реформа на правосудството и посилна борба со корупцијата. Овие две точки остануваат да бидат главни предизвици за Македонија, но и за другите земји од Западен Балкан. Според Европската комисија, парламентот треба да игра активна и позитивна улога во процесот на преговори за пристапување во Европската Унија. Работата на собранието е нарушена со политичката поларизација што го одложува освојувањето на многу закони. Потребно е добро планирање и консултации за да се ограничи носењето на закони по брза постапка, а претеничките прашања треба да бидат почести. Извештајот го презентираше еврокомесарот Оливер Вархеј, кој забележа дека е важно Македонија да го задржи реформското темпо и за време на скринингот да го искористи својот потенцијал за забрзување на реформите. The fight against corruption needs to continue and further efforts are needed in the area of public administration reform. North Macedonia has made very good progress in the area of CFSP and is now fully aligning with the EU positions and statements following the war in Ukraine. By doing so, North Macedonia has shown its determination to advance on its EU path as a reliable partner. Европската комисија им забележа на институциите во Македонија дека често бараат и наоѓаат решенија во последен момент, па затоа стои во извештајот потребен е фокус за ефективна имплементација на постојното законодавство. Потребни се решителни напори за да се изгради динамика за реформи и придвижување во процесот на преговори со Европската Унија. Потребен е особен фокус за да се обезбеди ефективна имплементација на постојното законодавство, наместо да се поткренуваат ад хок иницијативи. Европската комисија предлага на јавното обвинителство да му се стават на располагање дополнителни човечки и финансиски ресурси, пред се за борбата против корупцијата. Во извештајот стои дека се направени реформи во службите за безбедност, но останува потребата за појак парламентарен надзор врз работата на тајните служби. Исто така се забележува дека Македонија доцни со донесувањето на законите за административни службеници и законот за вработени во јавниот сектор. Многобројните критики и предупредувања од експертите во Македонија за големиот замав на неформалната економија се покажаа како точни во извештајот каде се вели дека големата сива економија го кочи бизнисот. Во однос на економските критериуми се наведува дека земјата постигнала добро ниво на подготовка во развојот на функционална пазарна економија, но државата треба подобро да управува со јавните инвестиции.